Благодарам. Жал ми е што за ваков важен закон, за системски закон, како што е Законот за одбрана, денес со нас не е присутна министерката за одбрана. Иронија и контрадикторност. Секоја реченица ја завршувате со усогласување со НАТО стандардите. Дали е по НАТО стандардите расформирањето или трансформирањето, како што милува да каже нашата министерка за одбрана, на најелитната единица во армијата на Република Македонија, односно на полкот за специјални операции. Секоја армија во светот има своја воена единица, заштитен знак по кој е препознаена. За армијата на Република Македонија тоа со сигурност беше единицата Волци. Гордоста на армијата на Република Македонија, гордоста на Македонија. Ова не ли е контра евроатлантските заложби, бидејќи и НАТО и ЕУ ја препознаа потребата од вложување во специјални единици во армијата на Република Македонија? Дали е по НАТО стандардите исхраната на припадниците на АРМА? Немаат соодветна исхрана, немаат вода за пиење во касарните. Дали се по НАТО стандардите униформите на припадниците на армијата на Република Македонија, кои се искинати и веќе нема каде да се стави крпа, па затоа во касарните можете да видите војници во 3 различни униформи? Или пак може би се по НАТО стандардите чизмите, оние чизми кои покрај гумите беа најголемото достигнување на министерката за одбрана. И чисто да знаете, колеги, ниту 50% од припадниците на армијата не добија од тие чизми, па затоа нашата војска е со искинати чизми во патики или во чизми кои сами си ги купиле. Или се може би по НАТО стандардите објектите каде што се сместени припадниците на армијата, односно војската, кои се со руинирани санитарни чворови, стара електрична и водоводна инсталација, која доведува до чести дефекти, а за нивна санација се чека и по неколку месеци. Со ваква армија ќе влегуваме во НАТО. Состојбата на возилата е слична. Ниту 60% од возилата кои се користат во армијата не се во возна состојба. И најчесто не се во употреба заради ситни дефекти, а и оние кои се употребуваат се технички неисправни, со што и ризикот на војниците е огромен. Дали по НАТО стандардите војската треба сама да се снаоѓа како ќе стигне на работа и како ќе се врати од работа? Дали вие, заменик министри или министерката, знае дека веќе е 3-ти месец војската нема организиран превоз и сето тоа заради вашата неажурност и негрижа? Со предлог Законот за одбрана се изменуваат и надополнуваат повеќе членови. Тоа што мене ми привлече најголемо внимание е секако членот 1 од предлог Законот со кој се менува името на армијата на Република Македонија. Иако и досега министерката за одбрана незаконски го користеше ова новото име, како што ја прекрстивте. Имено, уште во текот на јули месец, Министерството донесе правилник во кој веќе се користи новото име на армијата. Не сакам ни да го спомнувам кој е, бидејќи е незаконски. Со што помеѓу припадниците на армијата настана една огромна несигурност, голем револт, зашто секако уште повеќе допринесе и незаконски подпишаната уредба од страна на председателот на Република Македонија за отстранување на ознаките од униформите на кои стои името на нашата држава Република Македонија, односно за отстранување на чичак лентите кои се носат од левата страна на униформата. Оваа уредба во форма на наредба, иако незаконски, беше проследена од ваша страна, од страна на министерката, до сите касарни и единици низ Македонија. А вие добро знаете, и вие и министерката, но исто така и припадниците на армијата на Република Македонија, дека секоја наредба мора да се изврши, бидејќи доаѓа од претпоставената команда
и кои се последици се сносат доколку истата не биде проследена и не биде извршена. Почитуван заменик министер, председателот на Република Македонија, воедно и врховен командант на армијата, и го промени името на армијата на Република Македонија, на истата таа армија со која треба да командува, и тоа спротивно на законот на кој во преамбулата се повикува. Имено, председателот самоволно и спротивно на законот за одбрана го промени името на армијата. Во законот за одбрана во член 1 став 2 стои: одбраната на републиката ја остваруваат граѓаните, органите на државната власт и вооружените сили како армија на Република Македонија. Во понатамошниот тек армијата. Од ова се гледа дека името на армијата е законска материја и истото е определено со законот за одбрана, кој патем речено, дури денес го имаме како точка на дневен ред, а вие уште во јули незаконски го користите. Никој, ама баш никој не може и не смее да го промени името на армијата надвор од законската процедура со подзаконски акт, а најмалку смее тоа да го направи председателот на Република Македонија, врховниот командант на армијата на Република Македонија. Законот за одбрана е системски закон и за негово менување се потребни двотретинско мнозинство, односно 80 пратеници во собранието. Законот за одбрана е над уредбата од председателот на Република Македонија. Дали со ваквото ваше самоволие на овој начин продолжувате со вашето црно сценарио? Тоа се однесува, колеги, кон сите вас, не само кон заменикот министер, затоа што на крајот вие ќе гласате. Дали на овој начин продолжувате со спроведување на црните сценарија и мрачни планови за уништување на се што е македонско? Кој ќе сноси одговорност за ваквиот чин? Кој ќе сноси одговорност што иако овде во собрание не е изгласан законот за одбрана, сепак веќе се издаваат наредби и се заплашуваат со казни припадниците на армијата на Република Македонија. Како што реков, војската оди во искинати униформи, нема превоз и ред други работи, но затоа на министерката е најважно да бидат извадени ознаките каде што стои Република Македонија. И тоа со наредба, веднаш од униформата да се извадат сите ознаки со надпис Македонија, која е прочитана во сите касарни низ Република Македонија и со закани и казни таа да се спроведи веднаш кон тие што не ја почитуваат. Очигледно тоа во овој момент ви е приоритет, меѓутоа тоа е огромно понижување за сите припадници на армијата, на кои што не само на припадниците на армијата, тоа е огромно понижување на униформата, на државата која ти дала се што имаш. Жално е до кај ја донесовте нашата армија и сите неизини припадници, започнувајќи од војник до генерал. Затоа, од ова говорница, ќе им се обратам на сите припадници на армијата на Република Македонија. Продолжете гордо да ја носете ознаката со името Македонија на левата страна од вашата униформа, веднаш до вашето срце. Уредбата од председателот на Република Македонија и со тоа наредбата за нејзино отстранување е незаконска и неважечка. Ви благодарам.